Законските измени што ги предлага Сојузот на средношколците се однесува на правото на бесплатен јавен превоз на сите средношколци. Председателот на Сојузот Лука Павичевиќ на денешната пресконференција рече дека во моментов не се третирани сите средношколци подеднакво, бидејќи имаат повеќе категории средношколци кои ова право го немаат. Во март одржавме пресконференција и најавивме дека нашите предлог измени на Законот за средно образование по однос на овој член ќе ги поднесеме до собранието и им дадовме рок од 2 месеци, односно до 15 мај, истиот да го стават во постапка и да го донесат, бидејќи не стануваше збор за обемен и сложен закон, туку за интервенција во само еден член. Рече Павичевиќ. Тој вели дека најбројни се учениците од приватните училишта, но и учениците од стручните училишта кои посетуваат феријална практика во текот на распустите. А феријалната практика е училишта обврска пропишена и со закон и со пропис. Исто така и учениците со посебни образовни потреби кои се сместени во училишните домови и посетуваат така наречени специјални училишта немаат право на јавен превоз, бидејќи нивните домови се веднаш до училиштата. Ова создава нееднаква и отежната состојба за овие лица. Истакна Павичевиќ. Воедно немаат право на бесплатен превоз ниту учениците кои живеат на помалку од 2,5 километри од училиштето.